Благодарност и на вас за посета. Ви благодарам уште еднаш од срце што одвоивте и вие време да се презентираме за проективе и следнава кандидатура за која е најавена од моја страна. Да. Кои се вашите проекти што сте ги реализирале во општина Брвеница, бидејќи вие сте биле 4 години како градоначалник на оваа општина? Во општина Брвеница се реализирани 115 проекти до сега. Значи од програмата што ја најавив е 100% остварена и се некои проекти што не беа планирани, а ги остваривме во овој период. Од најзначајните проекти, јас би ги напоменал, од тие првично инфраструктурата во општина Брвеница. Значи, до крајов на мандатот до септември, 90% цела општина е покриена со инфраструктурата, со патишта. Канализација имаме со сопствени средства од јавно предпријатие околу 9000 метра. Нова водоводна мрежа во сите населени места околу 6000 метра. Друго што би издвоил за пример и респект, ја мислам дека ни една општина во Македонија нема направено, значи во секое училиште, во сите населени места имаме изградено спортски игралишта со вештачка трева, во сите населени места автобуски постојки нови, летниковци. За игралиштата, значи, ни са во тек, уште треба во село Блаце и село Гаргурница до крајот на месецот. Значи, покриене секое училиште, буквално со вештачка трева, детско игралиште. Училиштата во општина ни са сите 9 училишта, што постоечки и реновирани комплет. Со фасада, од секое училиште избацено ние што имаше грејање на дрва. Значи, секое училиште со палети реновирани, училишта во Брвеница, Седларце, Теново, Челопек, Милетино, Блаце, Радиовце, Теново, сите ни се реновирани, може да се пофалиме. Во село Брвеница, што имаше Брвеница и Седларце, и тоа е за издвојување, со водоснабдување избушивме нов бунар, Милетино е обновен бунарот, Стенче, значи, во делот на канализацијата ни останува Стенче и Волкове. Имаме проект што претходно го добивме 500.000 евра, ќе бидат опфатени и двете села, и Стенче и Волковија, со нова канализација и пречистителна станица. Друго би напоменал за во делов на општинава, што јас сум горд од тие проекти, не и проект, ние сме во полог најтранспарентна општина, а меѓу првите 15 во Македонија. Значи, транспарентно работиме, отворени сме за сите и најголема придовки, чест и гордо сме во Македонија, може да се пофалиме, меѓунационалните односи се одлични. Пример би посочил, додека се реконструираше школа во Брвеница, 300 деца, секој ден ги носевме во училиштето во Чело. Никаков проблем, немаше ни најмал проблем. Значи, со животов, во општинава една од најголемите гордости ми е тоа. Значи, за 4 години меѓунационален проблем сме немали. На завидно ниво, почитувани сме ко општина, ми е меѓунаселен и тие се добродојдени. Затоа пак би потенцирал најтранспарентна општина сме во Полошки регион и меѓу првите 15 во Македонија. Како во делот на долговите во општината, како стои општина Брвеница? Ние во периодот кога дојдовме имаше одреден долг и имавме одреден прилив на средства што влегува тоа. Јавно го кажам, значи не е тајна. Само беше разликата, долгот што го имавме, влезот на пари не беше голем, се не е мал за наша општина, околу 200-300.000 беше плюс. Сега може да се пофалиме дека долгот е рачистен. Сите проекти што ги имаме до сега, сите се исплатени. Значи општинава не должи евро. Тековно што има училиштето у Гаргорница кредит и тоа е на 20 години редовно се отплаќа, ама во делот на општинава може да се пофалиме. Тие инвеститори што се на никого ништо не должиме. Значи на нула сме, се е платено и плюс ја сега на крај година мислам дека и позитива испаднеме со средства во општинава. Без долг сме. Немаме долг ништо. Во делот на урбанизам, граничаници, што сте направиле до сега? Колку сте гледале да има измена на плановите за да се шират селата, да се предвидат градби? Во делот, значи, може да се пофалиме, значи, детален план за општина Брвеница. Во тек пред крај сме,
што ќе опфати и индустријска зона на излезот од Брвеница. Во другите населени места со локални планови може и да се пофаламе меѓу подобрите сме општини, што се инвестира кај нас и во приватниот сектор и населението. Значи, урбанизмот, делот на урбанизам одлично ни функционира. После Брвеница рачунаме за Челопек и Радиовце детален план да направиме. И урбанистичкиве планови, значи, ги прошируваме секоја година. Значи, населението на време, транспарентно, можам да се пофалам таму и началник одговорен ни е Армент. Одлично е вода, значи проблем до се у тој дел немаме. Брвеница пак потенцирам, завршува деталниот план, следен ние за Челопек и Радиовце детален план да изготвиме за населени места кај нас. Кои се проектите што нешто спомнавте што сте ги предвидувале во план програмата за 2025-2029? Моделот тој исто така може да се пофалиме, значи сам месец најдолго ќе почнеме со изградба. Брвеница има спортска сала, значи со сите норми за утакмици спортски и одбојка. Сега за месец почињаме во село Челопек. Инвестицијата ни е околу 800.000 евра. Градинка имаме во село Брвеница. Сега исто за месец-два почињаме во Челопек. Градинката ја правиме со Министерство за труд и одреден дел на пари сама во општина. Спортската сала ние од париве што ги доделива владава околу 800.000 евра. Другиот дел може да се пофалиме дека колку средства имаме земено од владава, толку имаме вложено и ние сами кој општина во инфраструктура, во терениве, значи у позитива, можем да кажем дека одлично стоиме, добро ни дојде средства ова што ги дава владава, ама доста, можем да кажем, и 40% други средства сами ги финансираме. Спомнавте градинките. Колку се потребни или по барувачката страна за да ги носат децата во градинка се во општина Брвеница или не е толку голема? Голема, можем, чак имаме проблем во тој дел. Сега во моментов во Брвеница има околу 30 деца што се на листа на чекање, не може да изместиме. Затоа одлучивме оваа градинка што е во Брвеница, ќе ги покрие населени места Брвеница и Седларце. Другава ја лоцираме стратешки у Челопек, таму сме 6 села помали, со она ќе биде капацитет околу 50-60 деца. Значи, децава од тие села имаме 30 тука се. Ќе се повлече горе, ослободуваме место овде за тие, а горните села со капацитет од 50 деца ќе биде, ја мислам дека фул ќе биде. Значи, за разлика од други населени места, кај нас стварно две градинки ќе функционираат со полн капацитет. Во делот на образование, вие спомнавте некои спортски сали или и стадион, нешто со вештачко? Да, значи Дека сте инвестирале во секое училиште, значи во секое училиште во општинава и најмалото стенче со 70 жители има терен со вештачка трева, детско игралиште. Училиштата со термофасади ги опремивме, дел Брвеница, Радиовце, Седларце и внатре комплет. Значи во наредниот период и тие помали села, сакам да ги опфатам комплет, значи да ги опремиме со најнова опрема. Училишта од Брвеница, Седларце, Челопек, Радиовце ни се опремени во најдобар состав, мислам. И следниот период, мислам, ни останува само да уложиме на внатрешно уредување, електронски табли, тие делот што е надворешен. Значи со термофасади, со топлотни пумпи се ја добивме некој проект. Заедничка соработка со Косово. Ни се опремени училиштата, мислам дека и тоа сме ретки во општинава и во регионот, ствари, што сите училишта ни се комплет реновирани. Ни останува помалиот дел да инвестираме во внатрешното уредување, што е помало средство. Кој е вашиот апел во ова кратка презентација за вашата кандидатура до граѓаните на општина Брвеница? Па вака ја со отворено лице пред може да изјавам од тоа што пред 4 години го обетив, 100% ја реализирам. Ние тогаш не планиравме терениве со вештачка трева, детски игралишта, летниковци, автобуски постојки, околу 500.000 евра е плюс со таа програма. Сега ја барам поддршката од населението, значи со чист образ, тоа што обетивме го остваривме. Во период од 4 години овие,
Има одредени работи што сакам ја, како градоначалник, да ги довршам во следниот мандат и затоа ја барам поддршкава. Проективе ни се 80%, 90%, останува мал дел ситници, сега може да се ориентираме на култура, спортски терени да оформиме. Значи во тој дел, ја мислам дека во следниот период ќе завршиме комплет и ова што се договара. Пред да завршиме со ова кратко интервју, делот на инфраструктурата со патишта, со канализации, немате проблеми? Значи пак потенцирам со патишта до крај на септември и најмалите улички зборам во цела општина. Значи 90%, ретко кој може да се пофали, мислам во општините 90% ги има завршено. Ни остануваат се во овој период само приватни улички, некои по населени, а големите се може да се со гордост да кажам, Брвеница уште 2 улици огромни асфалтирани. Челопек 3. Милетино правиме патот да ги поврзам со уште еден пат Челопек Милетино. Сега доаѓаме во Теново. Тамо се тек 2 улици и следна уште една ни следува за месец. До септември, пак кажувам, крајот на септември, октомври, почеток, до крај на октомври, ја мислам дека поголемиве комплет ќе биде завршени. Значи, околу инфраструктура, канализација, во овие села, другиве, 90% е завршена. Стенчи и Волковија, што потенцирав, имаме наменски добиени средства, проектот е готов, по најскоро време и тие 2 села ќе биде едини у Полошкиот регион, што ќе биде и со пречистителна станица. И во тој дел еколошкиот дел, наредниот мандат, сакам повише да се потенцира по населени места да се направа паркови, на другиве населени места пречистителни станици. Значи, по овој дел, со инфраструктура, канализација, мислам 90% ние комплет, зборувам за цела општина. Можеме и со гордост да кажеме, в Гаргурница почнавме проект до езерото, стигнавме до 2,5 км, има уште 3, и тамо ќе урбанизираме до делот на езерото Козјак, да се урбанизира, викенд населба, со селаните, со одлична поддршка у Гаргуница. Тие средства што ќе бидат продадени од викенд населбата, сите пари ќе бидат вложено во населеното место Гаргуница. Благодарам за ова кратка презентација. Благодарам на вас што одвоивте време да ме удостоите, уште еднаш благодарност што ме сослушавте да презентирам делов и за кандидатура. Од срце благодарност и на вас.